Благодарам, подпредседателке, почитувани колеги пратеници, почитуван господин Чашуле. Се чини, колку и да разговараме за македонската радиотелевизија, ние од опозицијата немаме можност да согледаме дека сте прифатиле нешто од она што ние го зборуваме и сакаме да го видиме како наша идеја на програмите на македонската радиотелевизија. Едноставно се е сведено на една обична форма, процедура, во која што вие доаѓате во собрание, не убедувате да така е, треба да се унапредува, ќе работиме на тоа во рамките на македонската радиотелевизија, но од година во година ние гледаме дека македонската радиотелевизија, посебно во делот на информативната програма и она што значи, според мене, чување на националното чувство и идентитет, не успева да испадне од партиските стеги и партискиот шинел, туку едноставно се приклонува на влијанието на владеачките партии и притоа како национален сервис од јавно значење не успева во тој дел да понуди програмска содржина која што ќе ги оправда парите кои што граѓаните на Република Македонија ги плаќаат за македонската радиотелевизија. Се предпоставувам и со оваа дебата во рамките на собранието ќе биде исто. Вие ќе се правдате, ние ќе бараме и од утре натака или други ден, кога ќе заврши дебатата, ние повторно ќе добиваме вести од македонската радиотелевизија, во која што од првите 4 ударни, 5 ќе бидат за владата, за премиерот, за председателот на државата. И тоа, знаете, е жално. И тоа не ги правда парите кои што граѓаните на Република Македонија ги даваат. За дебатна емисија не можеме ни да зборуваме, затоа што оние кои што одат на македонската радиотелевизија не се производ на самата македонска радиотелевизија, туку се на други продуцентски куќи, кои што не покануваат гости од опозицијата. И затоа, господине Чашуле, јас со чиста совест ќе гласам против финансискиот извештај за работењето на македонската радиотелевизија за 2011 година, затоа што, за жал, поради лошата уредувачка политика, поради лошиот менеджмент, вие не ги правдате овие пресметковни 20 милиони евра кои што ги трошите годишно за работењето на македонската радиотелевизија. Јас, а верувам и многу други граѓани, ако ги прашате дали сакате да плаќате радиодифузна такса за ваква македонска радиотелевизија, посебно во делот на политичките емисии, информативната содржина, ве убедувам дека голем процент нема да се сложат да плаќаат по 190 денари. И она што е најлошо, проблемите владеачката партија ВМРО-ДПМН ги решава на еден нефер начин. Ке утврди Државниот завод за ревизија неправилности во работењето на менеджментот и замислете, тој директор ќе го пратат у дипломатија. Никој не носи одговорност. Имаме ревизорски извештаи каде што јасно стои дека има незаконско и ненаменско постапување со парите на граѓаните. Каде е сега претходниот менеджмент, извршен директор на македонската радиотелевизија? Веројатно во некое убаво место во Словенија или каде веќе го праќа, а ние, граѓаните, и понатака и по сила на закон ќе ни стасуваат решенија за плаќање на радиодифузна такса. Не гледам овде во финансискиот план за 2011 година нешто значајно, некоја инвестиција да сте направиле во она што значи насока на создавање програма од домашно производство, нека и документарна, оној документарен филм или серија што го прикажувате, вие сте постар од мене, повозрастен се извинувам,
И добро знаете дека најголем дел од тоа што се прикажува таму и извртувањето на фактите штети на македонското национално ткиво. Свесни сте. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние сите или вие таму во најголем дел го гледате финансискиот интерес. Не можете да се издигнете над тоа дека водите јавен национален сервис. Не можете да најдете начин за овие 20 милиони евра што ги трошите да направите програма што нас, македонците, другите етнички заедници што живеат во Република Македонија, ќе ни ја приближи државата, ќе ни создаде чувство на одговорност, ако сакате, ако сте толку успешни и волја да се плаќа доброволно радиодифузната такса. Немате такво ниво на размислување. По-лесно ви е, доближи се до владата, чекај владата да ви плати 5 милиони евра дотации од буџетот за да можете да функционирате и приказката завршува тука. Кажете ми, освен во недемократските држави, каде постои таков јавен национален сервис? Знаете ли некој? Дури една Србија, радиотелевизија Србија, после Милошевиќ успеа да се надмине и да понуди програмски сервис во интерес на граѓаните. Опозицијата постојано критикува, но сега за председателските избори ние видовме дека кандидатот за председател на опозицијата имаше интервју на националната телевизија. Кај нас го нема тоа. Така да и сами, ако више зборуваме за македонска радиотелевизија, дајте еднаш, имате или немате сила. И дајте еднаш да направиме телевизија со која што сите ќе зборуваме со почит. Со која што таму има прекрасни новинари. Многу и од овие што работат во приватните радиотелевизии произлегле од македонска радиотелевизија. Ги имате сите предуслови, меѓутоа партиските стеги, повторно ќе кажам, се толку големи, толку тешки, да вие не можете да се надминете и вие нема да направите македонска радиотелевизија што сакат мнозинството граѓани да гледаат. Ќе правите обиди што јас ги поздравувам преку спортски програми, можеби поактуелни филмски содржини да привлечете гледачи. Но ќе остане товарот дека кога станува збор за политиката, вие сте партиска испостава на Центарот за лаги и манипулации на ВМРО ДПМН. И затоа граѓаните не сакаат да плаќаат радиодифузна такса. Вие сега го проширивте опфатот за плаќање на радиодифузна такса, замислете на пазарџиите, на пазарите им наплаќате радиодифузна такса, на таксистите им наплаќате радиодифузна такса, на сите им наплаќате радиодифузна такса, а не следат програма. Праќате решенија за заставнати долгови, за неплатена радиодифузна такса, а при тоа не сте ни провериле во сопствената евиденција и ги терате луѓето да одат да докажуваат дека платиле радиодифузна такса. Тоа се вика двоен арач врз граѓаните. 190 денари, господине Чашуле, можеби за некого се малку, за многу граѓани се многу пари. Поготово што имавме ситуации да дуќанџиите кажуваат во мојот дуќан денеска не сум направил ниту денар промет, а плаќам радиодифузна такса. И затоа нема да зборувам за бројките. Овие се фингирани бројки, вие сами ги кажавте дека сметководството не е реално. Но ако сакате да ги оправдате парите што ги зимате од сите граѓани на Република Македонија, земете, работете нешто. Немојте да се криете само зад владата и зад законот за радиодифузна такса, да собирате пари, да ги трошите на нереални проекти, да не употребам потежок збор. Немојте да ја уништувате и понатакај македонската радиотелевизија како јавен национален сервис. Она е втемелена во теmeljите на државата. Со рушење на македонската радиотелевизија ги рушите и темелите на Република Македонија. И треба да сте свесни вие за тоа. Благодарам.
Има збор господинот Стојановски. Благое, повелете.